Министерот Спасовски смета дека во државата се води хибридна војна со оглед на секојдневните најави за поставени бомби во училишта и други места. Денеска има нови најави за бомби во училиштата, но и во Народна банка. Спасовски вели дека се прават напори да се откријат сторителите, но и дека овој проблем е глобален и од него се засегнати и многу поразвиени држави. Тоа е дел од така наречена хибридна војна која што ни се води не само кај нас, туку и во сите останати држави кои што ги правиме, така да превземаме максимално мерки заедно и ние и со нашите стратешки партнери се со цел да таму кога ќе обезбедиме доказ за било каков аспект, гледате дека имаме реакција, меѓутоа секако дека во овој дел ќе мора и повеќе да се работи заедно со партнерите за да ги обезбедиме потребните докази. Спасовски вели дека е потребна внимателност, но дека институциите прават напори да се расветлат случаите и виновниците да одговараат. Ние напоменавме дека веќе во многу од земјите се променети протоколите во кои што практично степенот на реалноста на заканата се утврдува пред да се преземат ваквите мерки. Затоа разговаравме со нашиот национален комитет за борба против тероризмот и насилен екстремизам во овој правец, така да јас очекувам дека и тука ќе се преземат такви мерки во кои што би се смениле протоколите и во кои што ќе можеме да преземаме поинакви мерки. Последниве седмици има континуирани пријави за бомби во основните и средните училишта во Скопје, а имаше и пријава во Кавадарци, поради што често се прекинува наставата на учениците. Пред 2 дена Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против малолетник од Скопје за делото тероризам, откако на 4 ноември креирал електронска адреса преку која испратил заканувачка порака за поставени експлозивни направи во 4 средни училишта на службените електронски адреси на училиштата. Малолетникот на распит на 7 ноември го признал делото и го појаснил начинот на извршување на кривичното дело.